Распад или нов почеток, ова е клучната дилема за еднината на социјалдемократите, откако остана без раководство, односно само со лидер кој реши да не си поднесе оставка. Венко Филипче, кој дојде на чело на партијата по изборниот пораз на парламентарните избори. По последната катастрофа на локалните, побара целото раководство да се повлече, но не и тој самиот. Сега кој е чекор во добар правец? Дали е тоа доволно? Сметам дека не. Јас и во предходните дискусии изјави на оваа тема споменав дека одговорноста сама по себе не е доволна во оваква ситуација во која што е СДСМ. Да, може да дискутираме за одговорност. Добро е тоа што највисокиот партиски врв ја презема одговорноста на својот грб. Меѓутоа мислам дека предстои уште долг пат и уште многу други работи кои што не се поврзани исклучиво за одговорноста, за да можеме да зборуваме за вистинскиот пат или за добриот правец. Можеме дискутираме за одговорност, можеме дискутираме каков тип на луѓе понатаму ни требаат, меѓутоа многу повеќе време, внимание, многу значително повеќе време, внимание мора да се посвети на тоа која е пораката или која е приказната која што СДСМ од денеска натаму ќе почне да ја гради. Така што повторно ќе кажам, нови поглавја постојано очигледно не се доволни. Одлуката Филипче да остане, а сите други да се заминат, најде на сериозни реакции, особено меѓу поранешните членови на СДСМ, кои со години биле дел од партијата. Софија Куновска, поранешната пратиличка и истакната членка на СДСМ, денес важи за еден од најгласните критичари на актуелното раководство. Дали СДСМ драматично тоне под негово водство? Дали сета кадровска политика и за органите во партијата и за кандидатите ја водеше сам? Во консултација со Муртино, дали сите политики, изборот на тим и фирма за кампања ги обликуваше сам, пишуваше резолуции без согласност на органите и без координација со други тела во СДСМ. Ова се прашања што не добија одговор, а кои доведоа до ваков распад. Костадин Костадинов, поранешен пратеник и поранешен градоначалник на Струмица, кој неодамна го замрзна членството до партијата, оти беше незадоволен од кадровските политики, исто така реагираше на оставките. Ги поздравувам оставките на партиското раководство на СДСМ. Потребна е одговорност. Оставките се чин на одговорност. Очекувам дека партијата ќе продолжи по овој пат и дека ќе го врати сјајот што го заслужува. А додека СДСМ најавува нова енергија и кадровско освежување, прашањето останува дали сето тоа е само нова фасада. Јавните обиди да се прикаже дека партијата се реновира добија лавина реакции. Според некои извори, иако раководството и извршниот одбор поднела оставки по барање на Венко Филипче, тоа не значи дека е направен и суштински пресврт. Првиот сигнал за потреси во врвот на СДСМ дојде со оставката на потпредседателката Ана Чупевска, уште пред завршување на вториот круг од локалните избори. Таа најави дека причините ќе ги образложи пред Централниот одбор. Потоа оставка се поднесе и Костадин Ацевски, кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров и претседател на општинската организација во таа општина, кој посочи дека СДСМ е преголема идеја за да остане непрепознатлива. На крај од функцијата се повлече и Ѓорги Галатановски, уште еден дел од поширокиот раководен круг на СДСМ. Оставките доаѓаат по најлошиот изборен резултат во историјата на партијата, паднато членство, слаб теренски капацитет, вклучително и во некогашните силни бастиони на СДСМ. Критичарите предупредуваат дека освежувањето ќе остане само декларација ако не дојде со нови идеи, принципи и вистинска одговорност. Тоа значи нови имења да, ама и нов пристап е потребен. Дека во СДСМ врие се гледа и последниве месеци, со се поголеми расколи, формирање на лоби групи и фракции внатре на Бихачка. Последната јавна кавга беше меѓу идеологот на СДСМ Фрчковски, кој го брани Филипче од критики, и Пендаровски, поранешниот претседател на државата, за кој имаше обвинувања дека мешатарел внатре во СДСМ.